По кои критериуми одлучивте, односно по кои критериуми ги избиравте кандидатите за пратеници? Па, видите, самиот начин како се креира листите и кој беше одекот во јавноста, всушност е еден показател на разликите помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Ако се погледне начинот и тензијата што се создаде во СДСМ, се видите дека таму критериумите биле задоволување на некои други цели, веројатно зададени од оние кои што им помагаат целиот овој период. Од друга страна, во ВМРО ДПМН постои еден прилично дисциплиниран и организиран процес за тоа како се формираат листите. Иако тие се предаваат секој пат во последниот момент, има и причина зашто се прави тоа така, но процесот е навистина прилично детален и се базира на неколку работи. Значи, прво е која е распределбата со коалиционите партнери. Едноставно во тие преговори во изминатиот период, но и историјата на функционирање на ВМРО ДПМН како коалиција покажа дека коалиционите партнери одиграа многу важна улога во спроведувањето на политиките на ВМРО ДПМН, се разбери на политичките партии кои што гравитираат кон коалицијата за подобра Македонија, но и спроведување на нивните цели. Така што првата фаза е да се, или тие се неколку работи, процеси кои што се одвиваат во паралела. Прво беше да се определи на кои коалициони партнери ќе им припаднат кои места. Веќе има историја тука. Како што кажав, дел од традиционалните партнери на ВМРО ДПМН ги заслужија целосно да ги задржат местата што ги имаат. Кај некои има определени корекции на подобро. Така што тоа беше првиот критериум. Следниот критериум е, се разбира, искуството што дел од овие луѓе го носат со себе. На листите ќе најдете голем број на пратеници кои што се и во сегашниот состав и со својата работа, ангажман досега покажале дека навистина извонредно си извршувале својата работа и дел од нив се задржани на листите. При тоа се води сметка и за колку што е можно поправична географска застапеност на кандидатите за пратеници. Знаете, кога се оди на терен, секогаш во секој населено место ќе ви искоментираат, ама знаете, од кај нас нема пратеник, или ќе дадат некој пример каде што од низа причини може би имало два кандидати од дадено населено место, викате имаат два, овдека нема ни еден, и едноставно природно доаѓа да се обидувате да го избалансирате системот во таа насока. Се води сметка за тоа, но тоа не е примерната цел. Примерната цел е сепак да се најдат кандидати кои што максимално може да одговорат на задачите кои што им се даваат и кои што максимално го споделуваат системот на вредности кои што го има ВМРО ДПМН, а тоа е посветеност, напорна работа и спроведување на проектите и на идеите на ВМРО ДПМН. Се разбира, како и секоја партија, треба да се води сметка и за едината, и од тие причини ќе најдете на листите и низа на нови кандидати. Тоа е добро и за партијата, добро е и за државата, бидејќи би било можеби малку и дегутантно да постојано истите луѓе се појавуваат на листите, затоа што нови млади луѓе доаѓаат, дел од нив се навистина со изводени квалитети, треба да им се даде шанса, и тоа го објаснува делот дека има определени нови имиња на овие листи. И конечно има можеби најважното прашање како се избирани носителите на листите. Сепак се работи за еден микс помеѓу луѓе од извршната власт и луѓе од законодавната власт. Сите носители на ВМРО ДПМН се извонредно квалитетни луѓе. Тоа е првиот и основен критериум. Значи, секој од нив со својата работа, во својата област, во изминатиот период, навистина има направено огромен придонес и проценето е дека можат во овој период и најдобро да ги испрезентираат политиките, програмата, системот на вредности на кој што постојано инсистирам, сето она што значи ВМРО ДПМН пред граѓаните и пред гласачите.
сите се лица со долгогодишно искуство во политиката и мислам дека овој баланс што се направи помеѓу луѓе од извршната и законодавната власт е вистинскиот одговор за тоа што ВМРО ДПМН може да направи и да понуди на овие избори. Се разбира, како што кажав на самиот почеток, не се работи само за луѓето кои што се наоѓаат на листите. Не се работи дури за самите носители, кои што се секој од нив поединечно навистина извонредно квалитетни личности. Се работи за тоа дека позади нив стои една огромна екипа, еден огромен организам кој се покажал и докажал во спроведување на проекти кои што реално го подобруваат животот на граѓаните. И од тие критериуми понатаму е дојдено до овие листи. Но сепак мислам дека најважното покрај листите ќе биде и она што ВМРО ДПМН ќе го понуди во моментот кога ќе можеме и многу поотворено да говориме за тоа е изборната програма на ВМРО ДПМН, која што навистина е резултат на работа на илјадници луѓе. Кажав веќе на почетокот, јавност имаше можност да види дека кај формирањето на листите на СДСМ се појавија огромен број на конфликти, негативни коментари од нивни поранешни или сегашни членови на највисоките партиски структури. Значи, едно разногласие и една неумешност да се формира кохезија, што во политиката е многу важна. Затоа што ако сакате ефективно да водите една држава, сепак треба да се создаде едно чувство на единство. Тоа почнува со процесот на формирање на коалиција. Тоа почнува со тоа да разните интересни групи успеете уште во рана фаза да ги придобиете на своја страна, се разбира, одговарајќи на дело и од нивните барања. Тоа на СДСМ очигледно не му успеа. Она што успеа да го направат е да интегрираат шарената револуција во собствените редови и за тоа си создадо и голем број на проблеми, бидејќи шарената револуција не е автентично политичко движење. Тоа е група на луѓе, верувам меѓу нив има и патриоти луѓе кои сакаат добро на Македонија, но одбрале да делуваат со сериозна помош од надвор и со сериозни упатства од надвор како и што треба да прават. И поради тоа нивното политичко делување не е автентично. Поради тоа и се јавуваат тие тензии во нивната партија и во начинот на кој што беше формирана коалицијата. И всушност интегрирачката моќ на СДСМ излезе дека е многу слаба. Тоа сега треба да го споредиме со тоа што правеше ВМРО ДПМН во овој процес. Значи, ние излегуваме со најбројната коалиција што е поставена до сега во Република Македонија. 25 политички партии пред изборите, во ситуација на политичка криза, во ситуација на сериозен напад, атак врз националните интереси на Македонија, пред се со цел да се ослаби ВМРО ДПМН, сепак му ја дадоа поддршката на ВМРО ДПМН. Сите турски партии, ги има неколку во Македонија, се приклонија кон коалицијата на ВМРО ДПМН. Сите ромски партии со своето членство, значи имаме еден случај кај што лидерот поинаку постапуваше, но сите ромски партии со своето членство се приклонија кон ВМРО ДПМН. Партиите на властите се проклонија исто кон ВМРО ДПМН. Партиите на србите со своето членство, го исклучувам тука случајот со Милетич, бидејќи се работи за еден човек, не за сериозно членство, сите се преклонити кон ВМРО ДПМН. Значи, и покрај делувањето на сите сили против ВМРО ДПМН, таа интегрирачка функција, интегрирачка енергија која што има ВМРО ДПМН преовлада и тоа покажува како всушност се прават и политички компромиси, бидејќи политиката е наука или активност на реалното. Не се работи за фикција, туку мора со оние што се реални ситуации на терен да се справите. И ВМРО ДПМН покажа досега, покрај сите овие елементи, најсилна интегрирачка енергија. Тоа е и она што ќе го пренесеме понатаму секој од партиите доколку ја добие можноста да ја води и да формира владата и да води државата.